Денеска е светски ден за заштита на правата на потрошувачите. Дали тие се чувствуваат дека имаат права и дали се заштитени? Ние сега имаме нашите права, ама надлежните не ги дават нашите права. Дали се чувствувате заштитени? Не. Знаеме си ги правата, ама ние не гледаме на вагата, не видиме вагата натака завъртена. Нема кой да не защити. Не сме защитени. Не сме. Дали си ги знаете вашите права? Па знаеме ги тоа, кај да ги тражиме. На кој да се жалам, на кој да се плакам. Знаеме како не ги знаеме. Ама тоа е тоа. Нема на кого да се жалиш, на кого ќе се жалиш? Не. Кој те защитува? Никој. Причина за ваквото размислување е следново. Само нивни интерес. Само за ни. За нив, они си гледат за нив. Не сме ние одили, ама и дидиме джабе. Да се жалиме, например, дидам до събранието джабе. Шак идем. На кого ќе се жалам, докато дидам ја, докато блага и широк. Кой какво сака, така се работи. Закон не постоя за сиромаштијата. Па има некои има некои функционираат. Бидејќи потрошувачите се и работници, од синдикатот сметаат дека владата за нив недоволно направила за да им го заштити стандардот како основно право. Овие плати кои ги примаат и се испод основните потреби по пресметката на синдикалната кошничка, но и колку се задоволни од услугите кои ги добиваат од одредени дејности. Но и владата не направи повеќе да им го заштити стандардот на работниците. Од своја страна, министерот за економија по повод овој ден подсети. Министерството за економија рече си секоја недела носи некакви си мерки во делот на заштита на животниот стандард на граѓаните и тоа веќе го правиме од почетокот на пандемијата па се до денеска. За сите неволји, граѓаните како едни од најголемите виновници ги посочуваат трговците, бидејќи секогаш проблем се цените. Но што за ова мислат трговците? Не. Затоа државата што ги изнесува од страна, пилиарите имат неко коефициент на што го носи тробата. Не се виновни од ништо нема. Нема, цената е многу ефтина, меѓутоа народот пари нема да плати, нема. Не се виновни. Зашто купуваат скапо и мора скапо да продават. Значи не е криви трговец. Производител не може да дојде тука, пошто не му се исплаќа. Значи нема вин. Абе виновни сме, кој не сме виновни? Тука е половината без документ, се на црн работа. И што сакаш? Колку сака, толку си стае. Шанса да се промени мислењето за сега нема, бидејќи предстојат избори и нема нови владени мерки за заштита на животниот стандард. Туку донесен закон за нефер трговски практики, а со него кој знае што ќе се случува.